Се тргнува од образованието. За да имаме економски раст, да имаме забрзан развој, за да може да фатиме приклучок со она што технологијата го прави во различни индустрии, неопходно е да имаме образование кое што те понуди генерирање на кадри кои ќе бидат конкурентни на пазарот на труд не само на Балканот, туку глобално. Токму затоа во оваа епизода со Олимпија Христова Заевска всушност зборуваме за тоа како да создадеме образовен процес кој што те произведува токму таков кадар. Како да создадеме образовен процес во кој што те се вложува многу во истражување, како да создадеме индустрии кои што ти инвестираат во истражување и развој со цел да се креира патентирана технологија која ќе не направи препознатливи и конкурентни во глобални рамки. Олимпија, добре дојде во Њубис. Благодарам за поканата, драго ми е што сум овде. Имаш интересна кариера и интересни искуства и затоа сакам да почнеме токму со тоа. Што мислиш дека беа пресудните моменти во твојата кариера? Можеби предизвиците кои што направиле пресврт што не си го очекувал? Можеби грешките за кои што си велиш како тогаш го правев ова, попаметна требаше да бидам. Да, моето искуство е доста разновидно, би рекла, бидејќи уште од мала сакав економија и сакав решавање на некои општествени проблеми поврзани со економија. Почна таа моја траекторија со такви студии, најпрво започнав всушност со политички науки, бидејќи само таму имаше меѓународни односи и економија кои што ги сакав. И образованието некако се движеше во насока на економија, понатаму на иновации, меѓународен бизнис. И исто така различно беше и моето работно искуство. Започнав како истражувач, како помлад истражувач во невладен сектор, во академски сектор, па дојдов и до јавниот сектор, работев еден период во влада и потоа се вратив на академија, паралелно со тоа започнав и свој консултантски бизнис и еве ме овде. Она што можам да кажам е дека имало моменти кога сум се прашувала дали ова разновидно искуство ме прави послаба, бидејќи можеби не сум се фокусирала само на едно, па сум продлабочила. Меѓутоа, во денешно време сваќам дека тоа е предност, бидејќи некако имам една 360 степени, би рекла, перспектива на неколку сектори и всушност токму тоа е и тоа што го работиме сега во нашата компанија. Поврзуваме актери кои можеби не би седеле секогаш на иста маса и изнаоѓаме заеднички решенија. Тоа е мојата научена лекција, можеби сум требал да бидам малку поопуштена према себе, да и не толку строга према себе и да видам дека сепак овој пат оди до некаде каде што навистина има додадена вредност во овој период од мојот живот. Дел од патот беше бизнес школата во Копенхаген. Како ти се случи тоа искуство? Како го доживеа тоа искуство? Имајте предвид дека ти дава некоја различна перспектива на нештата. Дефинитивно различна перспектива. Период кога решив да одам таму, работев во јавниот сектор, работев во влада и работев многу на баш тоа, нови технологии, како на фирмиве да им се помогне, каков тип на државна помош е соодветна. Работев доста со развојни банки во тој период на инвестиции, работев на привлекување на инвестиции. Меѓутоа малку ме плашеше моментот на технологиите и колку ние како општество сме спремни, не само ние, туку цел Западен Балкан. И сметав дека е многу важно тоа, јас велам истражувачот во мене, кој што сум најмногу од се мислам, сакав тоа систематски да си го одговорам прашање. Што треба да направиме ние земјите во развој, на вистина да не заостанеме и во овој бран, во оваа индустријска револуција и токму тоа беше темата на мојата апликација во Копенхаген. Зошто баш Копенхаген? Сакав сепак да отидам во земја која ќе ми даде дефинитивно различно искуство, меѓутоа сепак е мала земја и тоа ми беше некој критериум и секако квалитетот на образованието. Токму таму имаше луѓе кои ми беа интересни, луѓе кои имаат размислувано уште пред 20 години како да се постави Данска наспроти Кина, кога гледа дека веќе Кина е на патот на кој што е. И токму на мојот департмент, меѓународен бизнис, тие отвараат посебен дел каде што работат само на тоа. Па денес, после 20 години, тој департмент глобално е еден од најпознатите за истражување на Кина, за истражување на трговска размена и слично. Тоа се експертите, тоа се Каков луѓето. стратешки пристап е тоа?
Да размислуваш однапред Да. со децении. Да, и овде го имате, нели, Данска е нација, држава која што бродоградителството, пловидбата се многу важни и тие сватиле, наместо да се плашиме од Кина, ајде да се позиционираме како комплементарен партнер, бидејќи ние сме во Европа, тие се таму, ајде ние да им донесеме експертиза од нас, бидејќи така ќе станеме поблиски. Така ќе можеме и подобро да соработуваме економски. Така што тоа ми беше интересно, ете бев ме примија таму, тоа е доста компетитивен процес и ме примија точно пред ковид кризата, меѓутоа за среќа го искусив сепак целосно она што можеше да се види како општество и како студии. Можев навистина да работам со најдобрите во делот на меѓународен бизнис и посебно новите технологии и како индустрија 4.0 ги афектира компаниите. И сега тоа искуство, бидејќи си искусила образовен процес кој што ете така стратешки е поставен, стратешки се развива, се размислува што ќе биде следно, како нечи развој ќе се одрази генерално на глобалната економија. Ако го земеш тоа искуство, предвид како гледаш на тоа како ние работиме на образованието. При тоа, овде не мислам од аспект на тоа да критикуваме, туку како конзумираме образование, како нација градиме навики да грабаме знаење со цел да напредуваме. Ова не беше моето прво искуство да студирам на страна. Имам студирано во Америка, имам студирано во Будимпешта, значи генерално моето образование е формирано на страна, но ете нешто ме влече постојано тука. Особено подобрување на образованието, морам да кажам, тоа што кај нас го нема е прво разбирање колку е тоа важно. Колку е образованието важно. Иако нели живееме во ера каде сега гледаме ред на неформално образование, академии кои си ја имаат својата улога во општеството апсолутно, меѓутоа фундаментите се сепак формалното образование. На една држава образованието и здравството се нејзините темели за се останато. И сега, кога јас, бидејќи бев баш во таква некоја комбинација да одам па да се вратам, тоа 3 пати се случуваше во мојот случај, прво, јас овде немав пристап до научна литература. Може би ова е навистина повторувана теза, меѓутоа науката се гради на рамењата на она што го направиле претходните. И ние со тоа што немаме пристап до кој, еве да кажеме, да ја земам на пример темата индустрија 4.0 која јас ја обработував, мене ми треба пристап до Strategic Management Journal, ми треба до Technovation, до клучни артикли, за да можам јас да знам кон кој јас, науката е диалог, постојан диалог. Наоѓаме некаква празнина, и јас сум тука да кажам, еве кој што направил, еве сега јас овој мал дел ќе го додадам и затоа ние како општество ќе отидеме чекор 2 напред. Од тука пристапот до ресурси и до научно-истражувачка инфраструктура е за жал тој што е, околу 0,38% од државниот буџет се одделува за наука и истражување, тоа е навистина далеку под просекот на ЕУ и далеку под она што нас ни треба, а нас впрочем ни треба забрзан економски раст, меѓутоа фундаментите ги немаме. Така што ние сме навистина во една тешка ситуација каде мора агресивно, според мене, и наменски го користам зборот агресивно, иако не го сакам. Меѓутоа мислам дека треба да дојдеме до степен на една ургентност за инвестиција во образованието. Да, тоа е долготраен процес, меѓутоа секој изгубена година нас не чини економски. Така што тоа би рекла е првото. Второто, начинот на учење. Кога јас излегов од македонскиот образовен процес надвор, прво вие овде, ако сте биле добар ученик, сте прилично комотни во таа ситуација. Излегувате надвор и вие сте пред предизвик дека всушност и можеби не сте биле толку добри колку што сте мислеле во овој сетинг и доаѓате до критика, доаѓате до предизвик на вашиот став и учите низ еден тежок процес дека мора да научите како да примате фидбек, како да давате фидбек и слично. Така што тоа пак се пресликува и на нашето општество. За жал мислам дека тешко примаме фидбек, но тешко даваме и конструктивен фидбек. Тие две компоненти се многу клучни кај што мораме да се поправаме апсолутно брзо. И третата е да бидеме многу стратешки насочени, еве како примерот на Данска, и тука веќе не мислам дека имаме да, не чини искрено квалитетот на животот на нашите граѓани, не чини тоа што не се вложува, меѓутоа не значи дека не може да се стигне.
Мора да се размислува таргетирано на компетитивни сектори кои ќе решиме заедно како општество дека тоа ќе не биде приоритет и тука веќе образовните програми се инвестира. Каде се парите, таму се инвестициите, таму е импактот. Имаш впечаток дека новите генерации, они што сега допрва се можеби средношколци, сега се запишуваат на факултет, можеби влегуваат во предприемнички води, дека бараат алтернативи на она што не им го дава редовниот, формалниот образовен процес. Да, бараат алтернативи и нормално дека ќе ги бараат бидејќи секој кој е љубопитен и кој сака да учи, ќе бара алтернатива. И мене тоа ме радува. И тие луѓе ќе си го најдат својот пат. Меѓутоа сепак е тоа некој процент на луѓе. Тие луѓе ќе движат и бизниси, ќе придонесуваат, меѓутоа јас секогаш сепак гледам од една перспектива во ред мене може да ми е добро, мојот бизнис може да е успешен, меѓутоа како ние на едно просечно ниво како општество може стандардот да го подигнеме и затоа би рекла ова се добри додатоци, меѓутоа формалното образование не можеме да го испуштиме и сега ќе ви кажам зошто, бидејќи и кога некој оди во стартап и кога нели почнува да работи бизнис, многу е изгубено времето кое треба да ги надополнува оние гепови, да кажеме, оние недостатоци. Тоа е една работа. Вашата конкуренција која седи во Германија и во Данска, еве да кажеме, која знае веќе да моделира статистички, е веќе пред вас, така. Значи тука веќе се губи време, се губат можности и тоа се одразува на општеството. Друго, значи основното фундаменталното образование е многу важно за иновации. Иновации се многу важни во смисла на патентирање, во смисла на лиценцирање, во смисла на вадење на нови продукти на пазар. За тоа да се случува, постои нешто што се вика апсорбцијски капацитет. За вие да можете да подобрите одреден процес, морате да го имате базичното разбирање, базичните концепти за да создадете иновација. Од тука е многу важно, значи, да се работи тоа во науката се вика basic research или basic knowledge и advanced knowledge. Advanced ќе дојде, меѓутоа без basic ќе биде многу тешко. И тоа се гледа низ нашите патентирања. Например, да ги земам патентите како глобално признаен индикатор за иновации. Ние како регион не патентираме. Или се патентира, или доаѓаат оние кои знаат дека има некакво знаење, доаѓаат и ги земаат тие патенти, ги патентираат тие, дали е тоа фирми, нашите универзитети за тоа добиваат многу малку, нашите кадри добиваат многу малку и нашата економија на крајот од денот добива многу малку од тоа и ова е нешто кое мора да се промени. И сето ова што го кажуваш, ако го погледнеме од позиција на тоа каков ни е пазарот на труд, овие постојаниве жалби што ги гледаме дека нема квалитетен кадар, нема квалификуван кадар, дека што се одселиле, што се подпросечни, па те си одат и инвеститорите заради тоа што не можат да најдат квалитетен кадар, тука нормално се мисли и на ефтин, затоа што се сменија и тука работите. Кој е кадарот всушност што треба да не движи кон искористување на новите технологии за забрзан економски развој? Најпрво треба да разбереме дека нашата држава, значи, повеќе не е дестинација толку за ефтин труд, бидејќи инвестициски земено до некаде веќе се искористени кадрите на она масовна продукција, асембли, економија. Тоа до некаде и веќе го слушате и преку коморите и преку други експерти, значи знаеме веќе дека од прилика новите инвеститори кои доаѓаат бараат високо квалификуван, се повеќе бараат високо квалификуван кадар, да ги земеме последните најави за инвестиции во батериски системи во државата, значи тие бараат инженери. И сега, знаејќи го тоа, знаејќи дека ние сме мала земја, од тука е многу важно да работиме на тој дел на проширување на тие програми, на upskilling или надоградување, да видиме кој е тој кадар, оние кои што се джуниор инженери во моментот, да се надоградат и да бидеме, ние од друга страна имаме една предност, а тоа велат инвеститорите, брзо се адаптираме, брзо учиме, јазикот го знаеме на задоволително ниво англискиот и тоа зборуваме не само за високо образовниот кадар, меѓутоа и на другите нивоа, јазикот се владее на задоволително ниво, е кадарот подлежен на обука, учи, така што и тоа треба да го продаваме како една предност, дека ќе создадеме кадри, дека кога ќе дојде инвеститор,
тие инвестиции траат. Од најава на инвестиција до реализација тоа се 2 години многу пати и повеќе. Тоа е всушност доволно да се создаде кадарот и да се спреми, и тука мислам дека треба да бидеме малку поотворени. И ова се пресликува општо на нашето општество генерално. Нема не. Значи, мора да биде одговорот, ајде да видиме, ајде да пробаме, и така сигнализираме една агилност. И ме прашавте која вештина, тоа е таа вештина. Сметам дека агилноста, а тоа значи да сте спремни, ако треба мала промена, ако треба добро, не знаеме сега нешто, ќе го поднаучиме, можеме да го направиме тоа. И тука имаме голем простор да привлечеме. Зошто ги потенцирам толку инвеститорите? Бидејќи, како што спомнавме, патенти немаме. Тоа значи високо технолошко знаење немаме. Не извезуваме толку наши производи со висока додадена технолошка вредност. Сега, она што треба малку да го смениме е кога ги преговараме тие инвестиции, треба навистина да бараме повеќе истражување и развој да се донесе овде. Јас знам дека за инвеститор тоа не е така едноставно, бидејќи за инвеститорот прво е дали ќе имам јас технички кадар. Тука е тоа кај што е нашата задача, значи ние како држава, како институции, како приватен сектор да се договориме дека заедно ќе го понудиме тој и ќе сме спремни да соработуваме, да не испуштиме да дојде знаење кое понатаму навистина има мултипликативен ефект. И сега ето ги фатам малку осмомартовските вибрации. Добро. Ќе те прашам за не за друго, заради женско предприемништво, затоа што често се лепи етикета женско, машко, не знам, предприемачиве стереотипно некако повеќе ги гледаме како мажи, а ти основаш компанија и основаш компанија во домен на консултантство со каква визија? Со што ти е, класичното мисија и визија, што ти е мисијата со Elson Solutions? Ова е супер прашање, бидејќи секој предприемач треба да си го поставува често. Пак ќе кажам, агилноста е многу важна. Како настана Елсон? Елсон настана кога заминав од јавниот сектор, почнав да го работам мојот докторат, и многу брзо добивав барања да се направа некаква анализа на пазар во регионот, да се работи, најмногу работиме со меѓународните банки како клиенти, и сватив дека ова е добра прилика да се градат и тимови. Значи, она што го зборувам цело време, дека и јас треба да го правам колку можам. И од тој аспект, нели, како вие како консултант имате опција или да работите индивидуално и да се градите како таков кадар, меѓутоа имате опција да градите компанија, па да го пренесувате тоа знаење и повторно ќе кажам да го умножувате. За мене втората опција, иако искрено морам да бидам понекогаш покомплексна, е сепак поверна на она што сметам дека е важно за нашата економија, а тоа е дека овој консултантски сектор продава знаење. Ние го продаваме нашиот мозок и некогаш тоа консултантство звучи малку нејасно, можеби стигматизирано, меѓутоа ние продаваме знаење, искуства, истражувања и слично. Сега што прави Елсон? Јас велам, Елсон прави конекција, ги поврзува знаењата од различни сектори на начини кои што не се толку можеби одеднаш видливи. Например, вие можете да видите луѓето кои работат енергетика, работат генерално енергетика, го знаат многу добро тој сектор. Меѓутоа, работиме на некои проекти во енергетика, каде што сега е многу важна во паралела да оди економска диверзификација. Тоа значи отварање и на нови работни места. Низ оваа цела енергетска транзиција треба кадарот да преминува во други сектори, тоа или да учи како да управува со нови технологии, и овде е нашата додадена вредност како мала компанија. Меѓутоа се имаме насочено како најдобро да го поврзаме релевантното знаење за одреден проблем и како да знаеме кој точно треба да седи на таа маса, дали таму треба да бидат присутни коморите, дали овде стартап некој е многу интересен да дојде, дали банкарскиот сектор, кој од банките, меѓународните, комерцијалните, кој од институциите. Мислам дека ова малку сега го има си влече и од фактот што работе во владин сектор, каде што се е поврзано, и за да имате навистина импакт, морате да ги седнете релевантните актери на маса. Тоа го пренесовме и сега овде, и ќе ви кажам дека навистина има потреба од таква услуга, бидејќи наеднаш кога ќе седнат на маса, да кажам, представници од инвестицискиот сектор со луѓето од образование,
одеднаш се јавуваат куп нови синергии и многу повеќе се оптимизираат решенијата. И мислам дека пак како мала држава мораме многу брзи да бидеме да ги користиме сите можни конекции кои не сме ги искористиле за да додадеме вредност во економијата. Значи работиме во тој дел, би рекла како една хоризонтала. Секторски земено најмногу работиме со инвестиции, голем дел од странски фирми, па посебно би рекла и скандинавски, можеби заради тој дел дека и јас бев таму, се запознавав и со фирми, инвеститори кои го разгледуваат овој пазар, се интересираат да им правиме пазарни анализи. Работиме исто така, како што кажа, во делот на енергетика и енергетска транзиција и се повеќе почнуваме да гледаме потенцијал во приватниот сектор кој зрее, морам да кажам дека зрее, меѓутоа има уште многу простор да се развива бизнис културата и токму знаењето од јавниот и приватниот сектор ни помага да можеме и на приватниот сектор да му понудиме решенија кои што се за нив важни. Ова е ера на длабоки промени со оглед на тоа каков прекин, каков disruption направија особено би рекла вештачката интелигенција последниве неколку години во многу индустрии, во многу бизниси, наметнувањето се поголемо на процеси на автоматизација, на дигитална трансформација како неопходно за да може да влезеш во дадени синџири на снабдување. Од позиција на консултант, како компаниите ја доживуваат оваа потреба и колку се спремни на менеджирање на промената која што им се случува? Токму така, значи, индустрија 4.0 е еден сет на технологии. Овде спаѓа и вештачката интелигенција, овде спаѓа Internet of Things, тоа значи поврзување на системи, овде спаѓаат оние што велиме virtual twins и слично. Доста, да кажеме, насочена ера кон производството, така некако почна целиот муабет, би рекла, за индустрија 4.0 започна во Германија во 2013. Во Хановер на сајмот таму, тие велат дали Германија го преспива мегатрендот. Значи тие од тогаш се свесни. Ако Германија го преспива, што правиме ние? Зборуваме 2013. Дали Германија го преспива мегатрендот? Значи тие сваќаат дека овие технологии ќе направат навистина огромна дисрупција или огромна промена, радикална. И тука почнуваат коморите, институциите да влегуваат во еден сериозен диалог што правиме и како да се подготвуваме. 2019 јас го гледам ова прашање и се прашувам зошто ние немаме воопшто дискусија на темава. Понекогаш ќе се спомнеше нови технологии, еве јас работев и во владин сектор, се разговараше за дигитални стратегии и слично, меѓутоа не го гледав линкот како тоа ние го подготвуваме приватниот сектор, како создаваме околина да ги адаптираат тие технологии, бидејќи ми изгледаше искрено да ви кажам, па ајде да не кажам страшно, меѓутоа технологијата е прилично страшна работа ако целосно останете неповрзани со неа. Сега тоа може да биде секако избор да не бидете, ако е свесен и ако сте среќни со тоа, тоа е сосема окей. Меѓутоа како економија не можете да си дозволите. Тогаш тоа не се разговараше, во тоа време доаѓа од Светски економски форум во регионот и нудеа да се отворат така наречени центри за индустрија 4.0. Моето прашање, јас бев тогаш во таа улога, беше добро колку тоа ќе не чини и каков импакт има на нашиве компании. Тие велеа, знаете, мора да имате акселератори, фирмите да доаѓаат, да ја учат таа технологија и да ја применуваат. Во ред, од тука дојде, пак ќе кажам, мојата желба да се истражи ова подетално. Во Данска го гледам во Копенхаген развиен центар каде што ги гледате Лего заедно доколку ги знаете Олаф and Босе системите звучни, едни до други во ист простор работат заедно на технологија. Им помагаат стручните кадри од универзитетите. Имаат индустријски докторанти. Значи тие работат сите заедно. Зошто? Затоа што иновацијата е скапа дури и за една компанија како Лего. И таа оди во универзитет за да си го намали трошокот за иновација. И јас велам што правиме ние во земите во развој. Ние не инвестираме во истражување и развој доволно. Акселератори уште тоа беше тема прилично млада. Многу беше важно да се научи дека тие ќе играат клучна улога. Значи дури во развиените земји
и региони, ако земеме на ниво на Европа, таму каде што гледате пробив, тоа се акселераторите. И сега тука ние кај нас имаме некакво поимање што е тоа, мислам дека учиме повеќе отколку што знаеме, тоа е цела наука. Како се воспоставуваат, кој ги менаџира, кои се треба да бидат дел од тоа. И гледаме дека во Европа, дури и каде што имате региони кои што биле уназадени, овие акселератори им помагаат фирмите адаптираат нови технологии и тоа јас го следев низ моето истражување. После 7-8 години гледате драстичен раст на извоз на високо напредни технологии. Тоа значи дека фирмите успеале да ги внесат тие технологии кај нив. Тоа е тоа што ние треба да го правиме. Треба многу сериозно да ги воспоставиме тие акселератори и тоа не треба да биде безброј такви иницијативи. Според мене тоа за нашава територија треба да бидат 2 до 3 сериозно опремени акселератори со сериозни програми на универзитетите, каде фирмите брзо ќе доаѓаат, ќе поминуваат низ тој процес на обука, на се она што значи да ја внесат таа технологија. Веќе во 2020 во Данска се работеа на така наречени коботи. Тоа не е робот, тоа е кобот. Тоа значи робот кој што ќе примали во неколку индустрии. Го прават за да може да биде за неколку фирми решени. Тоа е тоа што нас ни треба и мислам дека тука лежи навистина голем одговор на прашањето што треба да направиме за да не бидеме да преспиеме ваков мегатренд и да не искрено да не уништи ред традиционални бизниси кои ги имаме. И сега велиш, треба фирмите да доаѓаат, да го поминуваат тој процес, да ги стекнат тие вештини, да ги применуваат во своите процеси. Меѓутоа знаме дека внимателно ги следиш и состојбите во компаниите, не само во Македонија, туку по цел Балкан. Каково е расположението кај нив? Дали се заинтересирани за да поминуваат такви процеси? Дали грабат кон напред во смисла дај да ја направиме променава или па се уште не е удобно, па не е задолжително, па не мора сега, ајде да го одложиме малку. Ако мислев дека се прилично инертни, морам да бидам искрена до скоро, па би рекла до пред 1 година, тоа беше мојот став, бидејќи ја следам темата за индустрија 4.0, не беше ни нешто што се искрено дискутира во многу тесни кругови, да, кај странските инвеститори, да, секако, меѓутоа кај нашите компании и не толку, со честни исклучоци секогаш. Меѓутоа, она што се случи лани со AI, со вештачката интелигенција, дури една таква алатка, еден чат GPT, мислам дека почнаа веќе и фирмите, и индивидуите, и професионалците да сваќаат дека ова е нешто сериозно. И сега на ниво ако AI ние гледаме и ние многу полесно се поврзуваме со тоа, бидејќи гледаме, на еден пат ако јас сум преведувач, овој софтвер, значи го прави тоа за 3 минути. Ако јас сум помлад истражувач, сега тоа го прави прилично добро. Значи знае да сумира податоци многу добро и почнуваме да се поврзуваме и да ја сваќаме технологијата суштински. Ова е истото тоа што се случуваше со IoT, со роботите, меѓутоа фирмите тоа не го гледаа, бидејќи или не биле дел од такви синџири на добавување се уште, не биле дел од поднапредни синџири, или тие самите не нуделе таков продукт, и од тука не може да се поврзаат и тоа да им биде до тој степен, ајде да кажам, закан. Меѓутоа сега веќе станува јасно дека преку примерот на вештачката интелигенција, дека постојат ред такви технологии кај вашите сензори, кај вашиот клауд систем и слично, кај вашите predictive maintenance системи, каде што вие веќе навистина нема да сте конкурентни и можам да кажам дека имаат уште некое време нашите фирми да, па би рекла, тие се задоцнати, меѓутоа да им биде баш прилично јасна заканата, бидејќи пазарот е тој што е, Кина расте со огромни размери, значи не спомнува во однос на патентирањето, меѓутоа тие веќе отидоа повеќе и од Америка, тие се веќе лидери во тој дел, тоа значи поевтина технологија. Ако до лани, да кажеме, батериски системи беа скапа работа, до пред 2 години, сега се многу поевтина, за веќе бидат уште поевтина, технологијата така функционира. Нашиве фирми мора да ја интегрираат, да ја адаптираат, бидејќи пазарот нема да ги чека. Каква е твојата визија за Балканот? Во каков, всушност не само во каква држава, во каков Балкан сакаш да живееш за, да речеме, 10 години од сега?
За 10 години од сега сакам да живеам во Балкан на кој е навистина поврзан. Тоа се околу 18 милиони луѓе, тоа е навистина веќе еден потенцијал неискористен, а навистина премногу сличности. Ако видите во кои делови ние истражуваме и публикуваме како наука, тие се прилично слични теми. Не има во медицина, во хемија, во математика. Тоа значи дека имаме потенцијал. Она што сакам да го видам за 10 години е Балкан каде што токму овој модел функционира, каде фирмите прво не се грижат да споделуваат знаење, каде сваќаат дека како индустрии се посилни, кога преговараат, треба да преговараат како индустрија, не само како лично за себе, за фирма. Ово уште Портер го има кажано, еден од најголемите автори и најпочитуван академик за бизнис, кој вели, кога индустријата е подобра, на сите има подобро. Па тука веќе може да се бориме за малите разлики. Меѓутоа, сакам да видам еден Балкан кој е здружен. Сакам да видам Балкан искрено на едно ниво на мајндсет каде што се радуваме едни на други на нашите успеси. Додека тоа не го смениме, ќе биде многу тешко, бидејќи за сега мислам дека се уште сопкањето, таа некоја нелагодност дека нечи успех е мој неуспех, нема потреба. Значи, и во овие земји за кои зборувам, дали е тоа Данска, тие пред се заради тоа што имаат квалитетно образование, таму тоа е фундаментот. Образованието се гради, пак ќе кажам, врз мојот, твојот заеднички труд. Се надевам ќе видам Балкан каде што гордост ке нешто се случува во Србија, мене и сега ми е. Јас тој мајндсет го имам и би сакала тоа да биде, бидејќи на тој начин навистина побрзо за сите ќе биде подобро. И сакам да видам Балкан кој има барем 3 сектори каде што сме препознатливи. Каде и од Кина, и од Америка, и од Саудиска Арабија, и од скандинавските земји ќе кажат таму одиме заради ова, затоа што ова го прават добро. Дали тоа ќе бидат, например, обновливите извори на енергија, дали тоа ќе бидат добри консултантски услуги, дали тоа ќе биде иновативна исхрана. Значи, сите тие нешта треба да имаме еден балкански пристап во позитивна смисла. Да видиме каде навистина можеме да си помогнеме. Постојат такви иницијативи и јас се надевам дека сите ќе придонесеме кон тоа. Заедно сме посилни. Да, Ти благодарам за разговорот. благодарам.